Премиере, одутре предпоставам продолжуваат работните обврски, останалите многу малку време до распуштање на парламентот. Кога може да се очекува средба со лидерот на опозицијата? Добро, знаете дека обично христијанските празници заедно со Свети Јован, кои ще утре привршуваат и пополека ќе се раздвижат и финализациите на активностите во парламентот, кој што беше многу активен. Пратеничката е сведок за тоа и сите ние кои ще ги следиме. Секако, до 12 февруари верувам дека ќе се донесат во парламентот сите неопходни законски решенија, по кои што неговам надеж за да се донесе и важниот закон кој што може да и биде од помош на нашата земја за интеграцијата, но навистина е еден од покомплексните закони кои што се гласи со двотретинско мнозинство од делот на судските реформи, а тоа е законот за јавното обвинителство. Како што реков, останувам на располагање и сакам да разговарам со сите, за да изнајдеме решение. Сега сме веќе растеретени заради тоа што предметите од СЈО се обезбедени, тие се во судска постапка и под контрола на државниот јавен обвинител. Вака растеретени можеме навистина да изгласаме во парламентот, договориме структурно суштинско решение за законот за јавното обвинителство, тоа што би било подржано од сите. Јас навистина верувам дека ќе се изнедри двотретинско мнозинство за овој закон заради обврската, заради одговорноста која што имаме пред нашата држава и пред нашиот народ. Верувам дека работните групи ќе ни сигнализираат ако има навистина приближување на ставовите, а тие работни групи се стрекјаваат и по изборниот законник кој што го финализираат во своите преговори, така да можно е да се договориме за закон. Колку прилика би имало средби, има ли некоја најава? Ова недела, ако треба да се гледаме, треба ова недела да се гледаме, заради тоа што потоа следуваат процедури во парламентот, комисиската расправа, пленарната седница и слично, заради тоа што не се на крајот на денот само Заев и Мицкос. Овде се другите председатели политички партии, независната пратеничка група исто така многу важна, за да може сите да дадат своји сугестии на едно вакво суштинско и структурно решение.